Пешачењето да биде дел од секојдневието кај младите е дефиницијата за здрав живот. Граѓаните на Штип речиси не промашуваат ниту ден без пешачење, па покрај што го одржуваат својот здрав дух, тие се дружат и забавуваат. Како што велат и без кафе животот е убав, но потребно е само убав распоред на секој 24 часа во денот. Ако да не, тоа е убав спорт е тај, кој може, кој е способен, поготово младите, зошто да не одат, нека планинарат. Тоа е многу лошо. Тоа е нештото најлошо, да залегнеш и сите болести се тука. Готово. Зошто да не излезеш, да прошеташ, еве во тук што го направи, во сега е рај за нас. Да прочеташ са бајале, највечер пушчок, секош да си активен, да се активираш. А зошто да лежеш? А има луѓе што не се излегле од дома. Ја живеам доле кај Енџелс кафе, одам. На патеката често одам. Те денеска сум тука на пешачење малку. 1 саат ќе излезам, нам да видам што како е. Синок ќе беме тука исто, пешачам, одам за тоа, одам. Значи гледате да сте активни? Да, секој сум активна. Треба да се планира, да. Здраво е, пешачење, да. Пешачење. Па сега почнеме више да не сме активни. Остареме, нешто оболеме. А претходно? Претходно добро биеме. Шетаме, немаме гајле. Па многу е здраво. Шетањето е многу здраво, пешачење, спортување, па многу е здраво. Шетањето е многу здраво, пешачење, спортување. Да, здраво е. Нормално дека е здраво и јас зашо пешачам сега. Постојано ли сте активни? Постојано, 2 пати, денеска удено по 1 саат пешачам. А одите ли на патеката, навака? Одам и на патеката одам и тука во пешачам. Одам и цел град го залитнам пак. Успат, взимајќи други работи и се пешача. Подобро излези некој, сретнеш успат, на воздух малку надвор, сонцете фане и поскоро мине денот, деца. Нездрава исхрана, немање активност, како и постојано лежење може да се одрази лошо врз здравјето, а според анкетираните, младите речиси тоа го применуваат секојдневно. Па сега младите грешат, ама што да правиме? Добродавници сокола. Соколи. И јас ги карам, соколи не треба да одат. Треба подобро да пешачат, да се движат отколку, а он не. Само што ќе излезе од дома право на воланот. Општо сите млади се така. Ретко некој да или ќе седне у кафички, пие кафе, ќе се му обетат, а за шетање не ги бива. Да, па добро, дебелеат ги вие брзите храни, што јадат се и се, што не треба да јадат, а сите зимат и они зимат да јадат, не е убаво тоа уопште. Инаку денешната тема беше по повод Светскиот ден на планините и заклучно темата со граѓаните разговаравме за тоа колку тие планинарат и пешачат.